Благодарам, почитуван председател на комисија Моцунски, колеги пратеници, почитуван заменик министр за финансии, почитувана јавност. Веќе трет ден општа расправа за буџетот на Република Македонија за наредната 2021 година. Трет ден дебата со која што ги спротивставуваме аргументите и она што како опозиција од една страна и власт од друга страна го имаме како перцепција за следната година. Сметам дека овој буџет е нереален, неразвоен и пред се мегаломански и во целосна контрадикција со се она што политичката партија СДСМ додека беше опозиција го критикуваше, изнесуваше во јавност, негираше. Денеска апсолутно и изминатите буџети сме сведоци дека и те како го тоа прави сега обратно и во уште поголеми размери и димензии. Ке ја спорам приходната страна и се надевам дека веќе и после трет ден ќе добиеме некакво логичко образложение, а да не биде тоа дека нели ќе сме ги казнувале граѓаните и ќе сме намалиле сивата економија, затоа што без некакви конкретни мерки истото не може да биде прифатливо како образложение. Приходната страна е нереално предимензионирана од неколку причини. Првично, најверојатно затоа што сака владата да прикаже еден помал буџетски дефицит, со тоа што ќе напомпа приходната страна. А од друга страна, можеби владата планира да воведе нови даноци, нови давачки или пак планира да постојните даноци во оваа држава ги зголеми, меѓутоа и тоа е нешто за кое што владата е должна да го образложи пред граѓаните, пред бизнис заедницата, за да истите се спремат и за ги согласат нивните проекции, планови во своите бизниси. Па така имаме проектиран ласт на економска активност во едно оптимистичко сценарио, или како што владата го нарекла основно сценарио, од 4,1% и едно песимистичко, кое што е 2,4%. И ајде не би го спорел дали овие проекции се изводливи, сепак 2020 како референтна година, една економски слаба година имавме. Полициски часови, застој во економија поради пандемијата и ете можеби кога има една референтна година која што е слаба, наредната година и да природно и логички да очекуваме одреден раст на економската активност. Меѓутоа она што е спорно и она што јас го спорам и не слушнав некакво образложение досега од владата е зошто тогаш при проектиран раст од 4,1% и проектирана инфлација од 1,5% се проектираат даночните приходи за високи, огромни 8,3%. Значи логиката вели дека доколку очекуваш раст од економијата од 4,1%, приходите е реално да растат на даночната страна во некоја таа процентна рамка, 1-2% повеќе, меѓутоа сепак математиката, статистиката, логиката по економијата, ако сакате, ја дава таа логика. Од друга страна, нема најави за некакви нови даноци, нема најави за некакво зголемување на даноци. Логично е да се постави оваа прашање, зошто во тој степен, во тој процент е зголемена приходната страна, дури ако ја споредиме и со 2019 година, која што е година во која што немавме пандемија, во која што немавме проблеми од таков аспект во забавување на економијата и економскиот раст, со овој буџет се проектираат поголем раст на приходната страна од она што било реализирано во 2019. Значи, навистина не ја гледам логика да во една година која што е
чисто од тој аспект, немаше пандемија, имаше одреден економски раст и како 2019 година да планираме дека сега во 2021 година, во која што нормално дека барем во најоптимистичкото сценарио првите неколку месеци ќе се чувствуваат ефектите од пандемијата врз економијата, ќе имаме намалена економска активност, да очекуваме дека ќе присобереме поголем процент или број или сума или пари од даноци оваа година е нелогично тотално и мислам дека јавноста заслужува објаснување за ова од страна на владата. И сега идам кај расходите. Тука буквално ништо не се менува откако имаме оваа влада, откако СДСМ, оваа влада, СДСМ и ДУИ начело со Заев го креираат буџетот, а со тоа и ги планираат трошењето на народните пари. Партиската војска не смее да трпи ниту во криза. Тука мислам партиската војска на СДСМ и на ДУИ, затоа што ставката за плати и надоместоци во администрацијата во континуитет расне. Па така, во 2021 година се планира поголеми трошоци по основ на плати и надоместоци во однос на ребалансот, вториот ребаланс од 2020 за 4,1%, а како референтна година која што при моите анализи ја земав 2019, која што пак ќе повторам немаше криза, зголемувањето на оваа ставка за плати и надоместоци на администрацијата е фантастични 11%. Значи, имаме влада начело со премиер, кој што на интервјуа се избори едно, а во реалноста се случува друго. Или ќе слушнете мал број на интервјуа каде што ќе ја намалува администрацијата, ќе крати од администрацијата, ефикасна ќе ја правиме администрацијата и милион формулации, меѓутоа во реалноста си предвидува фантастични 11% повеќе од 2019 или 4,1% повеќе од претходната година плати и надоместоци. И вака скромно математички, ако тоа го изанализираме, како просечна плата, тоа значи дека се планира некаде околу 2 до 2.500 нови вработувања во наредната година во јавната администрација, што значи дека дополнително ја оптеретуваме јавната администрација, а не ја правиме поефикасна или не го намалуваме бројот на вработени. Па дополнително на тоа, доколку го земеме во анализа и законот со кој се пензионираат оние луѓе кои што наполниле 64 за мажи, 62 за жени, каде што ќе се ослободат дополнителни работни места за исто така пополнување со партиските кадри на СДСМ и ДУИ, може многу лесно, многу едноставно да се заклучи дека наредната 21 година, како изборна година, Зоран Заев и владата си скроиле еден буџет со кој што ќе си ја продолжат старата пракса на партизација на администрацијата, на вработување на партиски војници, а со тоа и манипулација и изигрување на волјата на граѓаните изразена на избори. Исто така, онаа ставка која што е за стоки и услуги, тука пак не смеат да трпат бизнис партнерите. Значи сега војската е стокмена, сега и мора бизнис партнерите да се стокмат, па така ставките за стоки и услуги исто така и како раснат. Тука имаме зголемување во однос на 20 за 7%, однос на ребалансот, последниот од 2020, и во однос на 2019 година, која што по трет пат ќе повторам, не беше кризна, имаме зголемување за фантастични 19,2%. За да им биде појасно на граѓаните, тука се договорните услуги, тендерите, она што бизнис партнерите, блиски на Зоран Заев, неговата фамилија, партијата СДСМ и ДУИ треба да си го добијат како очекувано од оваа влада. Да не ги делам сите ставки поединечно, имаме фантастични дуплирање на
парите кои што ќе се трошат, на парите на граѓаните, кои што ќе се трошат за привремени вработувања, дуплирање во однос на минатата година. Она што стана заштитен знак на оваа влада, покрај партизацијата на администрацијата, испомпувањето на државните, па и европските пари за луѓе блиски до бизнисите на фамилијата Заеви, е и немањето на капитални инвестиции. Тоа е заштитен знак. Оваа влада очигледно не знае да проектира и да реализира капитални инвестиции. За жал, тоа не чини и како држава во евроинтеграцијските процеси, меѓутоа таа за жал лоша тема и односот со Бугарија преку буџетот ќе го оставам за на крај. Сега идеме тука за кредибилитетот на оваа влада. Колку оваа влада има кредибилитет да планира инвестиции, капитални инвестиции. Зошто нема кредибилитет? Затоа што секоја година она што го проектирала, предвидела дека ќе го изреализира во ставката на капитални расходи, како капитални инвестиции, истото има историски најниски потфалувања и никогаш не реализирала ни приближно до она што јавноста го очекувала. Што значи тоа? Овие денови ќе се изнаслушаме за проекти, ќе се изнаслушаме за автопати, ќе се изнаслушаме за водоводи, канализации, локални патишта, ќе се изнаслушаме за помош на економијата, ќе се изнаслушаме за помош на граѓаните, меѓутоа, кога ќе дојде моментот на реализација, тука веќе имаме проблем. Па така, моменталната реализација, она што е достапно на сајтот на Министерството за финансии, до 31.10. имаме реализација од 48,64% на капитални расходи во оваа тековна година, значи она што било планирано, толку било реализирано. Во 2019 како цела година реализацијата на капиталните во однос на проектиралните инвестиции е 68,59 и претходните години ставките се уште помали, што значи ова што го ветувате апсолутно нема да ви држи вода, емпириски, искуствено гледано, затоа што немате капацитет како влада, немате воспоставено систем како влада да реализирате капитални инвестиции. Слушнавме, да бидам докрај искрен, од министерот Бесими едно решение како ќе се следала реализацијата на капиталните инвестиции, меѓутоа сметам дека е тотално промашано, затоа што тоа што ќе има посебна единица која што ќе ги следи реализацијата на капитални инвестиции и тоа што оној орган, она институција која што нема да реализира соодветно капитални инвестиции ќе бидат пренаменети парите, односно земени дани на друга институција, нема да помогне ништо. Тој што не работи, уште подобро нема да работи, пошто нема да има што да работи, ќе му ги земе парите, а одговорноста секаде изостанува и не е предвидена никаква одговорност за раководителите на тие институции, на тие проекти кои што требало да реализираат. И сметам дека тоа е првично и основно на кое што владата треба да се насочи, да покрај следењето на реализацијата на капитални инвестиции, нешто што и сега е можно, затоа што на сајтот на финансии има можност да се следат реализацијата на капитални инвестиции, треба да се воведе одговорност за оној кој што не работи и не ги спроведува проектите и она што владата како проекција го предвидела. Експертите од ММФ ќе се послужам само со уште една така релевантна институција, затоа што во подамнешни време имавме и аранжмани со ММФ, па оние што пратат овакви работи ќе знаат дека ваков буџет дури немаше ни да биде прифатен од ММФ, затоа што толкав раст на приходната страна не основан во линија со растот на економската активност немаше ни да прифатат, меѓутоа ММФ ни на сите држави кои што се во криза, во оваа пандемија која што предизвикува удар за економијата, и му кажува дека и покрај тоа што е потребно социјално дистанцирање, можно да се испорача висок раст во јавните инвестиции, доколку владите ги преземат следниве чекори. И тие чекори се инвестиции веднаш во одржување,
преглед и рестартирање на ветувачките проекти што беа одложени во подготовката или спредувањето, забрзана изработка на гасоводите и планирање на нови проекти веднаш и усогласени со очекуваниот посткризен период. За жал, овој буџет не одразува ниту нови проекти, ниту реорганизација на постојните, ниту има нешто што е во согласно со овие препораки на ММФ или водечките светски економисти. Од друга страна, често, не толку од владата, колку што пратениците од власта, трудејќи се да го одбранат буџетот, ќе го употребат зборот развоен, и верувам дека е тоа само заради желбата да се помогне на владата и од политички побуди, затоа што овој буџет е се, само не е развоен. Развојната компонента во овој буџет е скромни 7,9%, кои што одат во капиталните инвестиции од вкупната сума. Се друго е неразвоен сегмент на буџетот, како што се социјални бенефиции, трансфери, плати, надоместици, така отплата на долгови и така натаму, што значи дека позитивно е да се каже дека буџетот има развојна компонента, меѓутоа тотално е неразвоен и е социјален, што не е спорно, затоа што и согласно Устав сме социјална држава, меѓутоа правењето на овој народ во голема мера и се повеќе и повеќе зависен од помош од државата не е добро и како политичка гарнитура треба да сватите дека тоа е пораз, а не победа, и треба да му овозможите на секторот да продуцира раст и работни места, каде што граѓаните ќе си ја вадат живеачката и нема да бидат зависни од државата, а не сакам да верувам дека тоа го правите свесно, за да ги држите претегнати и ги злоупотребувате тие социјални категории за изборни манипулации и обстанување на власт. И уште нешто од аспект на овој буџет, а е поврзано со капиталните инвестиции, но и евроинтеграцијските процеси, е тоа што оваа влада или неспособноста на оваа влада да си ги реализира обврските прифатени со меѓународните договори, денеска не чинат застој во евроинтеграцијските процеси. Верувам дека знаете, согласно договорот за добрососедство со Бугарија, оваа влада прифати дека ќе реализира патна и железничка инфраструктура до Бугарија. За жал, ќе повторам, заради неспособноста на оваа влада да реализира капитални инвестиции, овие капитални проекти до Бугарија не се реализирани и им е дадено уште еден аргумент настрана историските проблеми кои што Бугарија ги има со Република Македонија. Оваа влада со неработењето даде уште еден аргумент на Бугарија да не блокира во патот кон започнување на преговори со Европската Унија, и сметам дека тоа треба да си го прифати како еден огромен пораз и за тоа да си поднесе оставка оваа влада. Ние како опозиција, штом поминат 100 дена од оваа влада, ќе поднесеме гласање на доверба на оваа влада. И затоа, почитувани пратеници, знам дека Зоран Заев има дадено огромни привилегии, меѓутоа оваа држава ви има задолжено многу повеќе од тоа што има задолжено Зоран Заев, и затоа како колеги пратеници ќе ве замолам и ќе ве повикам како македонци, како албанци, како сите други, во името на Христијан Тодоровски Карпош, кој што загинал во Втората светска војна и е кумановец, во името на првата партизанка од Куманово која што загинала во Народно-ослободителната војна Магдалена Антова, во името на Барам Шабани, кумановец кој што ги бранел интересите на своите сограѓани, да во 13 часот се приклучите на надпартискиот граѓански протест организиран од ВМРО ДПМН пред владата на Република Македонија и да побарате оставка од оваа влада на чело со Зоран Заев. Ви благодарам.